Целосна и недвосмислена поддршка за македонските евроинтеграции понуди хрватскиот премиер Пленковиќ од Охрид, кој смета дека нашиот пат кон ЕУ е исполнет со непринципилни и неправедни блокади. Хрватскиот премиер доаѓа во екот на предлогот на германскиот канцелар Мерц за алтернативи за побрзо членство на Украина и Западен Балкан. Иако вели дека намерите на Мерц се добри, сепак до крај не се прифатливи за Хрватска. Очекивањима да се промени устав, то су vrlo важни, далекосечни, ozbiljni potezi koje treba prije svega na svojoj razini i sa nizom političkih aktera donijeti, ako će donijeti i kad će donijeti politički establishment ovdje u Makedoniji. Što se tiče našeg stava, mi smatramo da je takvo kondicioniranje koje je suočena Severna Makedonija praktički zadnjih 25 godina duboko nepravedno. Mislimo da nema nikakvog opravdanja. One koji su zaključile takozvani evropski ekonomski sporazum, nešto što su ranije imale EFTA, ali ipak sa podignutom institucionalnom participacijom, onda moramo gledati kako se to odnosi na sve. Dakle, ne može biti trećnica za jedne, a sporosti za druge. To je prva pozicija. Druga je da je velika razlika u apsorpcijskoj sposobnosti Ukrajine u odnosu na sve ostale države kandidate, sve ostale su i populacijom, dakle stanovništvo manje, i manje su zahtjevne u smislu njihovog upliva na proračunske implikacije Europske unije i na ključne sektorske politike. Од друга страна, премиерот Мицкоски, без да го коментира нон-пейперот на Мерц, дециден дека уставните измени и нови дополнителни барања од Софија нема да бидат прифатени. Она на што се фокусира владата е завршување на реформите дома. Истакна дека и во јуни очекува највисока оценка од Брисел. За жал, се додека билатералните спорови и така наречениот булинг кон нас од страна на некои земји членки, односно во случајот една земја членка се наша препрека за да бидеме дел од тоа семејство, ова што одамна го заслуживме, за жал, ќе се оддалечува и ќе се оддалечува. Но ние не губиме надеж, не губиме енергија, туку напротив, ќе продолжиме силно да работиме, како што работиме овие, би рекол, нецели 2 години од како сме избрани како влада, и очекуваме дека ќе добиеме таа шанса да бидеме дел од тоа семејство во кое што сме таму. Но нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите, би рекол, национални одредници, кукава и да е таа цена која што треба да ја платиме. Ако е тоа цената која што треба да ја платиме и покрај тоа што сме вистинскиот фронтранер, оваа влада, додека оваа влада е подготвена да ја плати таа цена, ќе чекаме некои други подобри времења. Писмото на германскиот канцелар за нова динамика во проширувањето на ЕУ добива се помала поддршка. Идејата Украина да добие придружно членство без право на глас не е прифатливо ниту за самиот Зеленски. Предходно пак предлогот го одбија и словачкиот премиер Фицо и председател Пелегрини, како и новиот унгарски премиер Маџар. Тие сметаат дека државите од Западен Балкан треба да добијат предност во интеграцијата во Унијата пред Украина. Катерина Нешкова, Сител телевизија.